Кога зборуваме за економски развој, за инфраструктура која поврзува, за домови кои нудат сигурност и за модернизација која не движи напред, градежништвото е секогаш во фокусот. Тоа не е само индустрија која гради патишта, мостови, згради и енергетски капацитети, туку е мокен мотор кој влече напред десетици други гранки, создавајќи просперитет за целата држава. Денес ќе зборуваме за една клучна симбиоза, онаа меѓу владата и градежниот сектор. Често слушаме за потребата од поддршка, но денес ќе се фокусираме на решителноста и одлучноста на владата да биде вистински, активен и стратешки партнер на оваа витална индустрија. Ова не е само декларативна поддршка, туку практичен пристап кој има за цел да го максимизира потенцијалот на домашниот градежен капацитет. Во срцето на оваа соработка лежи стратешката визија да се обезбеди континуирана работа на капиталните проекти и тоа пред се за домашните градежни компании. Ова не е само прашање на распределба на работа, туку и фундаментален пристап кон заекнување на нашата сопствена економија. Преку довербата во нашите компании, владата не само што им овозможува да растат, да се модернизираат и да развиваат нови вештини, туку и го задржува капиталот во земјата, ги стимулира иновациите, ја зголемува конкурентноста и, што е најважно, создава нови, стабилни работни места. Тоа е инвестиција во нашето сопствено знаење, во нашата експертиза и во нашата заедничка иднина. А влијанието на оваа одлучност, тоа е огромно и се протега далеку над градилиштата. Градежништвото не е изолирана гранка. Тоа е централен нервен систем кој активира над 50 други стопански гранки во националната економија. Размислете за производителите на градежни материјали, цемент, арматура, дрво, тули, керамика, електрични инсталации, за транспортните компании кои ги доставуваат овие материјали низ целата земја, за дизајнерите, инженерите, архитектите кои ги креираат проектите, за секторот за недвижности, за финансискиот сектор кој ги кредитира и инвеститорите и купувачите, па дури и за малите локални бизниси кои ги снабдуваат работниците со секојдневни потреби. Секој голем или мал градежен проект создава ланец на вредност кој директно и индиректно поддржува стотици, па и илјадници семејства. Оваа синергија, оваа меѓусебна зависност е она што ја прави градежната индустрија толку витална и толку моќна како двигател на севкупниот економски раст. Затоа, кога зборуваме за решителноста на владата да ги ангажира домашните компании на капиталните проекти, ние зборуваме за визија која оди подалеку од моменталните потреби. Зборуваме за стратешко партнерство кое ја гради иднината на целата наша економија. Зборуваме за препознавање на градежништвото како темел, како катализатор и како сила која со правилна поддршка може да ја повлече целата земја напред. Дали било која влада во последните 35 години обезбедила проект за македонското градежништво во странство? Дека сме настапувале во странство со државата и сме биле во придружба имаме, не би можел да издвојам некој проект сега каде што државата не застанала за нас во странство. Тука треба да се напомни проблемот со банкарските гаранции што ги поседуваат македонските компании за успешен настап и начинот и квалитетите за ниво обезбедување и гарантирање, но не е изгубено, не смееме да се пожалиме. Ние прво да се изсредиме работиве дома и настапот за дома на дома проекти, а после за надвор, за директна изведба. А што е прашањето за пласман на производи и полуфабрикати за надвор, тоа е друга проблематика. Би сакал да се сетам на пример, меѓутоа не можам да се сетам на пример каде што Геин како компанија била поддржана за излез на странскиот пазар. Би сакал, пак ќе кажам, да нашите капацитети кои што сме ги поседували и ги поседуваме да може да бидат употребени на странски пазари, меѓутоа тоа каде што сме учествувале на странски пазари пред се било или само иницијативно или во соработка со наши пријателски странски компании без посредство на државата. Имаме од Турција примери, имаме од други држави примери кои што учествуваат на наши јавни набавки и ги добиваат и ги реализираат. Значи треба истите примери да ги искористиме и за нашите компании да добијат повеќе на капацитет.
Апсолутно и сме биле вклучени, имало и конкретно сме помагали со промена на законска регулатива и така натаму. Се сеќавам на примерот кога имаше ограничување за финансирање на банките на одреден лимит, кој што е дозволен за да можат на поединачен субјект да се изложат. Имаше проблеми со Народна банка и дека бевме во Народната банка и го разрешивме тој проблем кога ќе одат нашите компании, а ќе е над тој лимит да гарантира Народната банка од државните резерви. Или да речеме нешто што во низа случаи беше десено да практично со помош на државната политика и така натаму се овозможи и издес на нашите компании надвор, во Полска, во Украина, во Хрватска и така натаму. И сега дека што беа, постигна резултат, ама наидоа и на големи проблеми. Со инфлациите, со девалвациите, со начинот на работа таму и така натаму, што е сериозна пречка за нивниот развој. Така да и сега мислам дека тоа ќе го правиме секои 3 месеци и дека ќе постигнеме резултат. Кои се активностите кои ги превзема Стопанската комора во поддршка на градежниот сектор? Градежништвото е една од клучните наши дејности и ние сме фокусирани цело време да обезбедиме максимални услови за негов развој, затоа што сме свесни, односно историски е докажливо дека тоа влече за себе огромен број на други дејности, кои што практично создаваат амбиент за економија и за бизнис, водење бизнис во државата. Така да сме учесници во сите процеси на креирање на економските политики кои што значат негово заживување, негово поставување и ребрендирање надвор од границите на државата, што значи една сериозна поддршка на создавањето на поголем GDP, едно брендирање кое што е потребно на државата, затоа што беше позната и обележана по тоа бившата држава во која живеевме и која што има доволно искуство за да може да се примени тоа. Како до големи проекти за македонските градежни компании? Како да развиеме големи градежни компании? Имаме ли државна стратегија? Ако одиме статистички, ќе видиме дека од бројот на компаниите само 0,2% се компании кои имаат над 250 вработени. А ако одиме па да мериме реализација, ќе видиме дека тие 0,2% на компании реализираат 18% годишно од целокупното градежништво. Значи, замислете тие 0,2% на големи компании да бидат само 1%. Тогаш би имале 5-кратно зголемување на нивниот учинок, што значи дека они би реализирале самите сето она што се реализира во моментот, без сите останати 99,98%. Тоа што ни покажува? Тоа ни покажува дека треба да работиме на креирање на добри и големи компании, за да може да створат големи работи да направат и да створат големи додадени вредности, со тоа да овозможат голем развој. Нашите компании биле големи во 90-тите години, за жал сега не е така. Имаме многу малце компании со кои што може да се пофалиме дека би можеле или работиме во странство. Клучот за успехот е работењето надвор од границите на нашата република. Верувајте дека тоа е едно огромно искуство и верувајте дека оние луѓе кои работат во странство, било во која држава да се враќаат во Македонија со многу поголеми знаења и умења, затоа што едноставно таму борбата нивна за опстојување е многу поголема. Тоа го имаме ние како искуство и тоа можеме да го гарантираме, затоа целта и на нашата компанија е барем 30 до 40% од капацитетите да работат во другите држави. Верувајте дека добивките се непроценливи. Така да ние за тоа да го постигнеме треба да креираме државна стратегија. Ако не го направиме тоа, овој сектор ќе го изгубиме, а со тоа ќе изгубиме и дел од моторната снага на економијата. Еве го акциониот план за зајакнување на домашната градежна индустрија што го изработивме ние. Ова е сега искоординиран веќе и со владата во градење на стратегија. Многу брзо ќе дојде до подпишување на договор меѓу градежништвото и владата за неговите стратешки цели на државата во развој на економијата, така да мислам дека ќе бидат ставени овие процеси на шина. Државата ако нема сопствено градежништво не може да има развој. Кои се клучни капацитети? Државни програми и проекти краткорочни и долгорочни за инфраструктурни објекти. Предимство на домашните компании, правила на игра за сите да важат и кофинансирање од сопствени извори средства. Овие се клучните работи. Ако не го примениме ова, ако не застане државата за нас, и онака кревките и слаби можности што ги имаме и овие подобрувања брзо време ќе девастираат. Не можеме сами да ги оставиме градежниците и било кои стопански гранки не можеме сами да ги оставиме на себе. Државата може да застане. Погледнете ги странци некога да во странство
доаѓа претседател на таа држава и 2 авиона стопенственици со него. Договараат проекти, договараат размен на технологија, ама државата стои за нив. До тие проекти со зголемување на финансиските и техничките капацитети, до ниво на големи капитални проекти се доаѓа исклучително со поддршка од државата. Ние индивидуално како компании имаме многу мали шанси, доколку сме оставени сами на себе, да се стекнеме со тие капацитети, бидејќи голем дел, ако не и сите од тие капитални проекти, се под јавни набавки, значи без разлика дали се тоа по законот за јавни набавки или по протоколи од меѓународните финансиски институции. Тие критериуми кои што се препишани треба да бидат во согласност со капацитетите на македонските компании. Значи, прво да ги зголемиме финансиските капацитети на македонските компании и потоа да размислуваме на развој, односно зголемување на техничките капацитети на македонските компании. Кое е искуството од соседните држави и како тие ги заштитија и ги развија домашните компании и како да го примениме нивното искуство. Треба да само ги погледнеме соседните држави или државите што ни се блиску, што не се соседни, да видиме дека секоја држава креира некоја политика во која што има заштита на домашните компании. Значи, примерот на Бугарија, да речеме. Примерот на Бугарија дека во 90-тите години Републиката немаше ни една добра компанија градежна. Нашите компании таму кога одеа беа пречекувани како месии. Во моментов, баш истражувајте како новинари, ќе видите со што располага бугарското градежништво. Тоа не е создадено само од себе, него тоа е создадено како државна стратегија. Исто можеме во Република Српска примерот да го следиме. Исто така и во Србија, во многу други држави, и во Словенија имаше многу примери на конкурирање на наши компании во соседните држави, во кои што, иако беа најдобри со понуда, има најдобра понуда, најевтина и понуда, значи добитна, сепак беа дисквалификувани од причини кои беа уопште несуштински, што значи дека државата во крајна мерка, кога нема више инструменти правни, дека реагира согласно потребите на домашната економија. Имавме објаснување дека во моментот, да речеме, во една држава наша компанија доби голем тендер за изградба на автопатска делница. Објаснувањето од второстепената комисија на таа држава беше дека во ковид кризата домашните компании треба да ги работите и целиот тендер се повтори. Тоа се зрели, тоа се храбри одлуки кои што носат многу на стопанството и ценам дека е време ние да ги примениме. Би рекол, лесно е да се каже, тешко е да се спроведе, затоа што ние на Балканот сме научени да ги извитуперуваме работите и таму каде што се јасни и целосни. На кој ќе споменеш во странство дека има ваква ситуација за која што ти зборуваш, све му се поставуваат прашалници заради тоа политичка нестабилност која што постои, заради таа неизвестност која што постои и така натаму. Значи, за да заживее нештото се потребни повеќе сегменти да се организираат. Например, ќе кажам еден пример од Албанија одма после немирите 97 година. Бројот на жителите опадна драстично, така? Сега драстично се поврати таа популација затоа што виде дека државата се стабилизира. Све се тоа процеси кои што точно како го викаше осликуваат реалноста на состојбите кои што постои. Исто ќе се дешава и кај нас. Ако ние спружиме подобри услови, ќе се вратат луѓето тука. Ако испуштиме конците, ќе се иселат од тоа. Така да мислам дека не ставам под сумња, да речем, ето, успесите што ги постигна соседните земји. На тој план него, како века, сакам да кажам дека страните партнери наши гледаат со недоумица. Како Македонија да ја врати градежната сила? Ние сега во моментов работиме на тоа прашање. Морам тука да кажам пофални зборови за владата наша, која што го разбира тоа што се дешава во градежништвото, а го разбра кога почна големиве инфраструктурни проекти, дека ние практично немаме фирми со кои што можеме да конкурираме на меѓународниот пазар и при домашни инвестиции. Правиме напори со едно тело кое што е заедничко меѓу владата и комората и се состанува еднаш неделно. Да направиме услови и состојби кои што ќе допринесат за тоа да изградиме фирми кои што ќе личат на фирми кои што можат да изведат големи инфраструктурни проекти надвор од нашата држава. Затоа знаеме дека е потребно време, али тоа најмногу и најдобро ќе го направат ако се подигнат институционално тука на домашните тендери, кои што на жалост, како го викаш, ние ги губиме заради X причини за кои што
зборуваме на тоа тело и ќе има конкретна промена на политиката, што ќе му овозможи на нашите компании не да бидат фаворизирани, него да имаат предимствено право на услуга во тој дел. Во моментов, уште еднаш ќе кажам, не е прекасно, ова е мала држава. Јас гарантирам дека работите во градежништвото за многу малце време може да се сменат и македонските компании да добијат својата улога која заслужуваат и сепак им треба време сега на компаниите, пошто се потиштени, пошто долго време биле во криза, им треба некои 2 до 3 години да своите потенцијали ги обноват и капацитетите ги створат, но се надевам дека доколку ја добиеме таа главна улога при изградба на капитални поготово проекти, се надевам дека ние можеме, моја проценка е за 2 до 3 години да пробаме со наши компании да повторно конкурираме на странските пазари. Имаме одредени предности, предноста дека ние сме неимари, дека имаме тука потенцијал огромен и предност е што сме држава со понизок стандард, и предноста е што нашите работници работат многу повеќе во странство него во домашната држава. Ние тврдиме дека од овие проблеми во градежништвото и во урбанизмот може да се излезе само на невообичаен начин. Ако покушаме на вообичаен, само ќе се дозаплеткаме затоа што огромен број предмети трунат по институциите и не можат да увидат светлото на денот, а од друга страна новите се трупаат и ние сме наоѓаме во еден постојан перпетум мобиле. Тоа може да се разреши само со Дамаклов меч или со закон за лекс специалис, со кој што ќе се направи, ќе се одврзи јазолот на тој начин што дел по брза постапка ќе бидат решени, дел ќе се преструктурираат према новите решенија, ќе се изградат модерни современи решенија кои што ќе го убрзуваат тој процес. Дали македонските градежници, кога работат во странство, враќаат капитал во Македонија? Враќаат таков капитал тие што се враќа, него разликата е поинаква. Тогаш беше тоа организирано. Тогаш Југославија и Сојузниот секретаријат за одбрана стапуваше во позадина. Ние сите бартери од увезот на нафта и нафтени производи од блискоисточните земји, од северноафриканските земји ги затваравме со услуги од градежништвото, од војната индустрија и така натака. Југославија гарантираш. Значи тогаш одеа компаниите, организирано работеа со странски компании, други беа условите. Југославија имаше активна политика помеѓу Западот и Истокот, уживавме други поволности и услови, кои за жал сега ги немаме. Ја нема Југославија, го немаме тој капацитет, таа можност. Се настапуваме сите поединечно. Ќе мора да се здружуваме пак. Не е да се здружуваме рамноправно на ниво на држави, на ниво на интерес, на ниво на компании во регионот. Еврокодовите важат за сите. Евронормите важат за сите. Зашто да не се здружуваме со пазари, да ги намалиме трошоците, да намалиме чекање по граници, да заеднички настап да имаме? Осудени сме на здружување. Премногу сме мали и премногу се сити. Да се здружиме внатре во Македонија, а и да се здружиме на државно ниво со нашите соседи, со кои имаме интереси, кои не почитуваат, кои имаме заеднички интерес. А има такви. И може да имаме неискористени капацитети. Што донесоа странските градежни компании, а што ни земаа? Ако зборуваме за странските компании што настапуваат на големиот проекти, што донесоа? Донесоа примена на техничка документација на поредок во извршување на работите, донесоа голема применливост и прецизност во примена на сите области од регулативата, од закон за безбедност, заштита при работа со сообраќајни правила, вреднувањето, организацијата. Но мора да признаеме дека се тие подруго платени, појако се платени. Ако државата прави долгорочни програми и планирања на развој на инвестиции, тогаш ќе има секогаш потреба од вакви инженери, вакви профили и вакви проект менаџери да има. А тие се лесно подвижни, знаат кога завршува еден проект да се префрла на друг проект, па пак да се вратат. Комуникатибилни се, подвижни се, не е спорно. Не само клучна, тоа е ограничувачка пречка во тендери каде што не исполнуваме услови за банкови гаранции и за референци. Нормално дека ние мора да коалицираме со странски компании, каде што условите понатаму се веќе многу различни за нас домашните компании, работиме по нивни правила. Кога ние би биле носители на тие договори, на тие тендери, тогаш би си ги ангажирале домашните капацитети во рамки на нашите ресурси, би останале тие ресурси за развој во нашите компании. Значи, странските компании многу често и ангажираат инженерски капацитет кој што е создаван во домашни компании. Тоа е дополнителна негативна појава на
на самите такви објави, каде што странските компании работат во делот претежно на менаџментот или консултативни услуги на самите проекти, а 90% можеби и повеќе од капацитетот на проектите го реализираме ние како домашни компании со многу пониски цени. Странските градежни компании доаѓаат тука за интерес. Значи, ние треба да си го бараме и чуваме својот интерес, државата да го чува интересот на собствените фирми, а не да ги фаворизира странските. Така да мислам дека во една равноправна позиција ние не се плашиме од никого да одиме напред и така натаму, ама сакаме еднакви фер услови. Државата се согласува дека тоа треба да биде така и мислам дека тука нема проблем. Како успеавме од држава со градителска традиција и со компании од 10 до 12.000 вработени, сега да имаме само 6-7 компании со над 250 вработени. Промените се многу јасни. Настапот на Југославија значеше едно и во Блискиот Исток и на Среден Исток и во Северна Африка и во Советскиот сојуз и во Европа западна, а додека големината на Македонија сосема поинаква, поскромна со можности и капацитети. Мислам дека нашата држава не се и сите не славно, не добро се снајдони во трансформацијата на Југославија и тој поранешен систем што владееше во овие години. Ние сега се соочуваме веќе со генерација која 34 години родена во демократија, ако земаме 91 независноста, израснати тие се зрели способни луѓе што раководат и управуваат, но состојбите се такви какви што се. Трансформацијата на општествениот капитал и поредокот економски мислам дека не ги спроведовме најдобро, не се снајдовме најдобро, но јас сум убеден, верувам во доброто, верувам во еднината, верувам во работоспособноста, во капацитетите, во карактерот, во предностите на нашиот народ, на македонските простори, на македонските граѓани, дека можеме да направиме подобро општество и подобро место за живење во Македонија. Не само за градежниците, него за сите нас. Да, приватниот сектор е најважен во развојот на градежната струка во Македонија. Ако ја земеме некоја традиција која ја имаше Македонија во изминатите 50 години во градежништвото, тука имавме големи компании кои полека згаснаа. Има повеќе причини, различни колеги различно тоа ќе го можеби протилкуваат и испрезентираат кои се причините за тоа. Едноставно ние тука бевме мал пазар за толкава голема оператива, некако и се затвори пазарот. Имаше тој еден период нагло кога се ограничи можноста да се работи во околината, па и подалеку. Зборувам за последниве години, кога се згасна и последни некои поголеми фирми, беше што некако веројатно приватниот сектор не завзема некој подсврст став дека барем тука треба што повеќе наши фирми да ги градат главните објекти. Овие фирми станува подизведувачи на надворешни компании кои ги добиваа работите. Дали тука беше виновна државата која не се завзема за нив, дали беше начинот на финансирање, но сето тоа мислам дека можеше да се избоксува за тие да не бидат подизведувачи, туку да бидат носители на некои работи, за да можат да ги добијат референците, за да има интерес во струката. Исто како што еден пазар од 23 милиони го заменавме со пазар од 1 милион. Јас не спорам со тоа дека државата требаше да го доживее тоа што го доживее, меѓутоа да го рушиш ти можеше баш да го задржи пазарот, можеше да ги задржи конекциите со ти. Ние рушивме буквално све за 1 килограм, месо го заклавме волот, што вели народот. И тоа не е добро, тоа треба да признаеме. Тоа требаше да оди во фази, тоа требаше да се задржи таа цедина која што беше изградена. Тешко е да освоиш пазар денеска, нарочито као мала земја, тоа гледаме сега. Зборот ми е дека се најдовме во ситуација во која што не бевме ние фактор на одлучување, да се разбереме. Мислам дека ако имаше повеќе памет на просторите на бивша Југославија, ќе изгледа работите поинаку во делот на економското заживување и одржување на тие баланси на успеси и на работа. На жалост до тоа не дојде и сега сите го плаќаме цехот за тоа. Дали државата има капацитет самата да ги финансира капиталните проекти? Видите, ние досега не можеме да бидеме незадоволни од нивото на капитални инвестиции во буџетот, секој пат биде високо поставени во однос на све друго, меѓутоа не биде искористувани. А не се искористувани, веројатно од исти причини што не може сега ни маđарскиот кредит да го искористат општините.
Тоа значи дека и немаат проекти кои што ќе можат да бидат финансирани од овие пари. Затоа мислам дека треба оспособување на кадарот во општините или па некое ново тело што ќе биде професионално во рамките на ЗЕЛС и што ќе им помогне во таа работа, затоа што без нивна инвестициона активност ние не можеме да ја подигнеме инвестиционата активност во државата. Тие се значаен субјект во инвестирањето. Прашање е што можевме да направиме во таа ситуација и на задржување на пазарите, и на задржување на контролата на процесите во економијата и така натаму. Во главном, јасно ни е на сите дека светот го дрмаат големите сили, јасно ни е на сите дека големите компании се во предност, јасно ни е на сите дека регионалните играчи водат битката на многу поинаков начин. И јасно ни е дека ние како мала економија мора да имаме перфектна организација, перфектно користење на рационално на трошоците и стварање на вишок на додадена вредност со која што ќе можеме да ги вратиме долговите со кои се задолживме во изминатите години. Така да ние треба да бидеме во овој момент практичари, да оставиме историјата на историчарите, а ние да се зафатиме со целта која што е за градежништвото, за кое што денес зборуваме јасна. Да се поврати таа структура која што беше, не од тој износ, али нешто повеќе од ова што го имаме, да државата направи стратегија со која што ќе им помогне да излезат и надвор, да комората да излобира за тоа како што треба, фирмите да се оспособат со кадар и со инфраструктура која што е потребна за таква работа и да одат напред. Да, ќе кажам дека имаме, постојат македонски фирми кои што дошле во Стопанската комора и побарале да има состанок со владата на кој што ќе се разговара за нивна инвестициона ангажираност, дека имаат слободни средства и гаранции во банките со кои што можат да го обезбедат таа инвестиција и мислам дека се тоа сериозни компании, дека се тоа сериозни проекти кои што бараат сериозна анализа. Таа анализа може да ќе потрае малце подолго, али ќе бидеме сигурни дека ќе дојде до нејзина реализација. Таквата политика на државата во која што ќе ги мотивира домашните компании да влезат во градежната експанзија во наредниот период, е добра затоа што ќе ги поттикне и другите фирми да почнат да размислуваат на тој начин. Значи, ако видиш ти реално дека има фирми од Македонија кои што тоа го прават, не можеш да бидеш равнодушен и да седиш на страна, ќе речеш, ќе правам некако да се вклучам. Дали имаме успешни примери каде што домашни компании биле главни изведувачи на капитални проекти? Па имаме примери не само од државата, туку и од странство. Сега ние не функционираме во делот на изведбата. Би остил тоа на изведувачките компании да си го кажат. Меѓутоа, на многу голем број капитални проекти, еве последниве години во патната инфраструктура, ГЕИНК е присутен и како проектант и како надзор во делот на хидротехниката, во иригациони системи, во делот на хидротехниката, како и во консултативни услуги, каде што од 2010 година ГЕИНК имаше можност како една од ретките компании да биде склучувач на договор кој што и еве ден денес успешно трае, на консултативен договор за подобрување на водоводните и канализационите системи во сите општини во државата. Со поголемо учество во капиталните проекти, пред се оние капитални проекти кои што имаат солидни буџети. Со овие буџети за македонските инженери моментално не можеме многу да размислуваме за развој на самите градежни компании. Буџетите во странство на слични објекти одат многу напред и многу нагоре. Тоа ни е исто важно и во делот на конкурентноста, да размислуваме под кои услови работат домашните компании, односно како се дефинираат буџетите на кои предвидуваме да учествуваат домашни компании и ова во стратегијата на државата да влезе како дел од развој на домашните компании, односно да се обезбедат повисоки буџети, нормално пропорционално на растење на трошоците на живот и на платите, буџети со кои би можеле ние да се развиваме, а не само да бидеме дел од инженерските проекти и да размислуваме на опстанок. Колку сивата економија влијае на лошата слика во градежништвото и како државата да го регулира пазарот? Сивата економија е
Еден од поголемите проблеми со кои се соочува градежништвото, посебно истакната е во високоградбата. Во нискоградбата и немаме толку такви драстични примери, има одредени примери, но тоа не се во толкав обем колку што се во високоградбата. Значи има еден податок во кој четвртиот квартал од 2023 година платите не пораснале во градежништвото. Тоа е податок кој треба многу длабоко, ние го истражувавме да се истражи, да се види што е суштината на работите. Суштината на работите е вие во Скопје, баш во тој квартал, сите оние мораториуми за градба што беа и неодобрување на дупови, веќе беа поминати. Значи во тој четврти квартал 2023 сите големи комплекси во Скопје, што требаше да се градат и за кои што имаше јавна фама, почнаа да се градат, што значи дека неколкукратно се зголеми бројот на работници во високоградбата, а цената не се зголеми во услови кога минималната плата се качува и во услови кога немаме работници. Тоа е таа сива економија, тоа што го прави. Значи, што поголем обем на работа во високоградбата, испаѓа дека стагнираме со плата, што поголем обем, поголем одлив на и прилив на црни пари, и за тоа треба државата сериозно да размисли, по мене, затоа што тоа е еден огромен проблем со кој се соочуваат работниците. Затоа на одредени места, кај што вие посочувате и 50 евра дневница, позициите за работа ќе видите дека се подпросечно цена владее, што нема содействие едно со друго, не кореспондира еден податок со друг. Така да ценам дека во високоградбата пазаришната инспекција и сите оние други инспекции треба да се заземат, поготово на овие поголеми градилишта од голем обем што се, да воведат ред. Редот се воведува, значи, освен од работно време, начин на примање на работниците, до сите оние безбедносно заштитни мерки кои треба да се преземат, ако гледаме дека кога се прошетаме по градишта не се преземени. Така да тој податок е многу интересен и многу дава слика во какво општество во моментов живееме, но ние градинистите не можеме да се бориме самите, затоа што тоа е една од причините зашто инвеститорите ги рушат фелата, затоа што тие кога ќе видите кои гради згради, кои ќе видите дека тоа нив нема градежници, има некои 10%, 90% се бизнисмени кои што нашле начин да профитираат градејќи големи облакодери или згради, така да би требало државата да се погрижи како се градат тие подлабоко, додека во нискоградба не е проблем толку сивата економија колку што се правата дадени на стратешки и страстни компании во споредба со наши компании. Така да тука привилегијата ја гледам наша, да ние се изравниме со оние услови со кои што работат странците, и тогаш во тој случај ценам дека сивата економија ќе се сведе на минимум, затоа што нема потреба ништо друго. Така да у ново глобала сивата економија представува голем проблем во градежништвото и представува проблем по однос на кој се носат многу законски одредби, не земајќи во предвид дека одредени компании работат и нормално. Сите оние законски одредби со кои што треба моментално да се сузбие сивата економија, верувајте дека се толку моментално и лошо осмислени да секогаш влијаат позитивно на тие кои што треба да интервенираат, а негативно влијаат на сите оние поштени компании кои работат и ги своите придонеси ги плаќаат. И во Македонија има напишано правило тоа дека се поголемите фирми повеќе работат по закон со оглед на тоа дека обемот им е голем и дека не може да контролираат внатрешна сива економија или тешко им е да контролираат. Така да тоа е уште една причина зашто да треба да ствараме големи компании. Затоа што големите компании верувајте дека сакаат да работат по закон, затоа што имаат голем систем, големи обврски имаат и дека нив сето она што не иде по закон им ствара огромни проблеми во сметководствените работи и јавна тајна дека се поголеми фирми во Македонија работат попоштено, работат согласно законите, а се помали фирми од 1 до 9 работени се тие фирми кои ги прават главните проблеми. Ќе го регулира со елиминирање на кешот. Да речем, движење на кешот во платниот промет. За секоја година со програма се смалува. И јас не велам дека ќе исчезне со тоа, али под значаен дел ќе се намали. Што би значело доколку домашните компании добијат повеќе капитални проекти? За македонската економија тоа ќе има долгорочно значење, значи имаме веќе примери од Југославија каде што во многу различна состојба биле и компаниите, и државата, и институциите. Меѓутоа, во денешниот дел на капитализмот, состојбата, посебно во проектите каде што се со големи финансии, е навистина со немилосрдна конкуренција и тука треба навистина да си ги браниме сопствените домашни интереси, бидејќи многу е легитимно и оној кој што не се разбира во градежништво, туку само од економија се разбира, знае што значи да поголемите финансиски параметри, односно пари, се влеваат во домашни компании, а што значи во
во странски субјекти, бидејќи ние си плаќаме обврски, тука функционираме, развиваме кадри, плаќаме данок и функционираме долгорочно. Ние со тие услови што сме ги имале досега сме функционирале 31 година. Значи многу, затоа што тие пари ќе останат тука во Македонија и затоа што GDP-то ќе биде подигнат на повисоко ниво, ќе изградиме кадар и искуство ќе набиеме што е потребно за референца вредност при добивањето тендери во странство. Дали заедничките настапи, конзорциуми може да бидат решение? Може да биде решение доколку е стратешко. Значи доколку биде во рамки на примерите кои што ги спомнавте од Албанија и Бугарија. Ако тоа решение не биде системско, дури и таквото решение е тешко да функционира, бидејќи ние како компании имаме потреба од поддршка од сите институции кои што се во државата, од сите комори, од сите оние кои што на некој начин влијаат за добивање на одреден тендер. Бирото за јавни набавки. Значи бирото за јавни набавки треба да биде усогласено со капацитетите на домашните компании да види каде со тие набавки што во моментов се одвиваат, ги носи тоа домашните компании, дали тие јавни набавки ќе ни го развијат капацитетот или не. Апсолутно дека може, меѓутоа ние треба да сме свесни од каде почнуваме, дека почнуваме од многу ниско ниво и дека треба постепено да се оди во таа насока. И мислам дека ако сме така свесни, точно ќе ги нарихтаме работите да практично се десат во нај момент кој што ќе за нас најпогоден. Така да верувам во тоа дека ќе дојде и верувам во тоа дека имаме менаџерски кадар тоа да го спроведе. Какви се очекувањата од унгарскиот кредит и од британскиот кредит? Што со овие кредити ќе се промени во градежништвото? Унгарскиот кредит е кредит на две компоненти, дел отидоа пари за компаниите директно, а дел за локалната самоуправа, знаете. Мислам дека кај локалната самоуправа не се постигна очекуваниот резултат. Ваму имаше подобар процент на искористеност на кредитот во приватниот сектор, кој што возможи со пониски камати во тој момент да се влијае на каматната политика на банките, а и да им се помогне на компаниите во тој момент. А британскиот кредит е сосем нешто друго, тоа е една силна политичка гаранција, економски пропратена нормално на британската влада, со која што практично ние пред инвестициони фондови гарантира за тоа што ќе биде подигнато и направено. Определени се приоритетни објекти кои што ќе бидат користени, определена е банка која што ќе ги финансира тие проекти. Така да мислам дека би требало да очекуваме за 6 месеци до година од почнување на тие проекти и од почнување на таа инвестициона офанзива што сигурно ќе биде од интерес за сите. Има ли македонски компании кои би инвестирале слободни средства во капитални проекти? Значи зборуваме за комерцијални објекти кои што се од највисок интерес за развој на компаниите, а доколку бидат повикани да учествуваат и во финансирањето на државните објекти, они ќе го искористат тоа право и ќе покажат со референтните вредности што ги имаат дека се способни да тоа го направат. До овој момент ние тоа не можеме да кажеме, али сега можеме да кажеме да има такви компании, ќе се бориме за нив. Значи да влезе со 500 милиони, да влезе еден конзорциум кај што би го направиле албанскиве фирми и другиве наши фирми во Македонија што се на ниво на 100 милиони, 200 милиони, 300 што можат да инвестираат, би можел да се соберат капитал од 2 до 3 милиарди кои што можат да бидат, а тоа е врзното ткиво на македонска економија, да ги врзиш малите, големите, увозниците, извозниците, да ги врзиш за нешто што е значајно за таа работа. Кои се предлог иницијативите на Стопанската комора за секторот градежништво? Согласно најавените инвестиции кои се со историски обем за поддршка на градежната индустрија, предлагаме носење на закон за прогласување на градежништвото како стратешка гранка во Република Македонија. Ево еден дел од таа наша стратегија. И со ова доволно сум кажал какво мислење имаме ние за градежништвото и што предлагаме на владата. Владата тоа нормално го прифаќа. Можам јавно да кажам дека многу брзо ќе бидеме сведоци на подпишување на таков договор меѓу градежништвото и владата, а многу брзо после тоа практично ќе видиме и ситуација во која што ќе се отвори инвестициона активност
од сериозни размери, поддржана од овие инструменти на плаќање кои што ги обезбедивме и која што ќе работи на инфраструктурни објекти кои се од интерес за бизнисот и со тоа ќе направи одреден корак према постигнувањето целта која што сите ја сакаме, а тоа е да ги поставиме да го продаваме, да ја зајакнеме домашната градежна индустрија и да ја направиме способна и дома да учествува на меѓународни тендери да добива и во другите земји. Има и други мерки, али да оставиме на времето да бидат промовирани. Ние кажавме дека сериозни се намерите на владата, сериозни се намерите и учеството на бизнисот во таа работа и мислам дека тоа брзо ќе имате можност да го видите. Во моментов оперативно тело на владата, односно на кабинетот на премиерот и на Стопанската комора секој дневно работи. Еднаш неделно има и специјални седници на кои што се разгледува ситуацијата со проектите кои што се во тек. И ако има било каков застој, било каква причина, се интервенира одма. Тоа одма покажа своји резултати и тоа не доведе во ситуација да почнеме да размислуваме за овие прашања кои што разговаравме претходно. А тоа е како да се направи стратегија и да му се помогне на градежниот сектор. А Стопанската комора одржа неколку средби со премиерот и со целиот тим кој што работи во секторот за градежништво и инфраструктура во изминатиот период и направивме еден акционен план кој што сега се доразработува во стратегија на владата со кој што ќе му се помогне на градежниот сектор да оди напред. Премиерот е целосно посветен на таа работа, заменикот премиер и министер за транспорт и врски исто така. Ја знаете екипата на терен што действува, позната е во јавноста и така натаму, тоа све ќе допринесе институцијата како нас и целата бизнис заедница исто така ќе допринесе да направиме чекор напред. Многу луѓе ќе прашаат како може тоа да се оствари. Да, ние сме паднати во бруто домашниот производ на 5-6% од 19 кои што ги имавме порано, ама имаме акционен план и стратегија со кој што тој процент ќе биде дигнат, затоа што ако не го дигнеме, ќе дигнеме и низа стопански гранки, други кои што се придружен дел на бизнисот на градежништвото. Без инфраструктура за потребите на бизнисот и без градежништвото нема чекор напред. И ние треба да поддржиме секаква иницијатива на ваков начин добро разработена, затоа што на таков начин допринесуваме за економски раст на државата. Ако е нашата цел да го дигнеме тој од 3% нагоре, без градежништвото тоа би бил сан летне ночи. Тоа ние не можеме да го направиме без градежништвото и затоа тука е клучното прашање. Исто како во мој Охрид, ако ти решиш да градиш хотел или да купиш хотел, тебе ти треба поддршката и на локалната самоуправа и на државата. Како? А државата да донеси автопат до тамо, а на локалната самоуправа да го врзи центарот со локацијата на која се наоѓа тоа што ти си инвестирал. Ако еден во ова, да речем, тројство откаже, тоаш пропаѓа целата инвестиција. Што е тоа освен измама? Ако ти се договорил така и ти си влегол со тоа заради тоа што се договорил дека ќе има автопат и ќе има инфраструктура како што треба, а ти не го испорачуваш, што ти правиш измама. Има озбилна намера дека имаме ние кадар во тоа, дека бизнисот стои за таа работа и тоа ќе абсорбира многу работна снага и така натаму. Таа работна снага ќе може да излезе надвор. Ако излезе надвор ќе се дешаваат истите процеси и така што зборувам. И тоа е добро.